Добар ден, почитувани гледачи на Автомагазин. Зимата во сејата своја убавина е околу нас, а ние уживаме во прекрасните предели на Копаоник со CF Motors. Зимата знае да биде брутална и студена, но кога сте со вистинска забава, тогаш и ниските температури стануваат забавни. Имаме прекрасна репортажа од Копаоник со квадовите и ултратеренските возила на CF Moto. Но пред да видите како го поминавме нашето време 2 дена, ве поканувам да ги видите останатите содржини на Автомагазин. После транзицијската пауза, годинава што следи ќе биде доста важна за Масерати, кој треба да ја оправда довербата на раководството на Stellantis за воопшто да опстане како марка. Затоа се подготвуваат неколку новитети, предводени од многу споменуваниот Грикале. Станува збор за кросовер базиран на платформата која користи и Алфа Stelvio, кој за Масерати ќе биде силен комерцијален адут за билдање на продажбата зафатена со анемија. Овој модел е неопходен и за фабриката во Касино, каде ќе се произведува бидејќи таа работи со едва и 15% од капацитетите. Според сегашните информации, Масерати Грекале, кој веќе е подготвен за лансирање, ќе биде опремуван со 2,9 литарскиот Twin Turbo V6 од Алфа, место со помокниот и понапреден 3-литарски мотор од Масерати MC20. Но ако пазарот реагира позитивно на него, ќе се најдат и двата агрегати, заедно со уште 2-литарски со блага хибридна технологија. Ако пак Грикале не им се допадне на купувачите, опстанокот на славната италијанска марка сериозно ќе биде доведен во прашање. Со еден мално значаен чекор, Stellantis цврсто тргна во остварувањето на своите електрични планови за иднината. Од сега натаму, патничките верзии на помалите комерцијални возила нема да се нудат со мотори со внатрешно согорување. Станува збор за Peugeot Rifter и Traveler и нивните близнаци кои се продаваат под амблемите на Citroen и Opel. Според компанијата, на сите позначени европски пазари тие ќе се нудат само како електрични, додека нивните доставни и повеќе наменски верзии и понатаму ќе може да се добијат со конвенционални агрегати. На пазарите кои не се толку подложни на електрификацијата, како нашиот, ништо нема да се смени, бидејќи овие модели таму и онака немаат купувачи. За сега нема информации дали со ова ќе бидат опфатени и идните вакви модели кои ќе ги лансира Fiat и ребрендираните што ги продава Toyota. Според аналитичарите, Stellantis се има одлучено за ова заради притисокот од просечните емисии на аглерод диоксид кои европските регулатори ги наметнуваат и дебелите финансиски пенали доколку тие не се постигнат. Постојат некои гласени дека за нив се подготвуваат хибридни погонски агрегати кои ќе ја потполнат новонастанатата дупка во понудата, но тие не се подкрепени со официјални информации. Групата Stellantis ги опремува своите модели со електромотор со максимални 136 коњски сили и 2 пакети батерии кои овозможуваат автономија до 280 км. Во план е нивното производство да се пресели во Англија, за што ќе бидат инвестирани 100 милиони фунти, а уште 30 милиони ќе обезбеди британската влада.
После скоро 3,5 милиони произведени возила, Нисановата фабрика во Барселона ги затвори своите порти како жртва на оптимизацијата на ресурсите на јапонската компанија. Тоа всушност требаше да се случи при крајот на 2020 година, но на барање на шпанските власти, кои беа загрижени за иднината на околу 3000 работници, беше одложено. За жал, напорите што ги вложија за пронаоѓање стратешки партнер кој ќе ги одржи во живот овие капацитети не вродија со плод. Сериозните кандидати, како јужнокорејскиот LG Energy Solution, францускиот Schneider Electric и кинескиот Great Wall се откажаа и како префериран купувач на комплексот остана само слабата локална стартап компанија QEV Technologies. Таа се уште е во игра и можеби во партнерство со две шведски компании ќе успее да започне со производство на компоненти за електрични возила и перспективно да настапи како договорен производител на возила за други марки. Но тоа ни оддалеку нема да биде она што беше, а ниту алтернативниот потенцијален купувач белгискиот Punch Powertrain, кој произведува автоматски менувачи, може да понуди повеќе. Затоа и изгледа дека судбината е запечатена за оваа фабрика, која во историјата ќе влезе обележана по тоа што во неа беше произведен првиот јапонски автомобил во Европа. Тоа беше теренецот Патрол во 1983 година. Последниот пак беше пикапот Навара, со што овој модел се повлече од европскиот пазар. Не така одамна плановите на Nissan за оваа фабрика беа амбициозни. Во неа се произведува електричниот комби NV200 и братските модели на Навара, Renault Alsacan и X-класата на Мерцедес, но нивниот пазарен неуспех како да стави точка на надежите и Nissan целокупните расположливи средства за инвестиции ги вложи во Англија, оставајќи за шпанската фабрика пари само колку за еден катанец. Некаде меѓу католичкиот и православниот Божик една приказна се загуби низ вестите како светот ги празнува празниците и ја дочекува новата година. Всушност, станува збор за крај на една приказна наречена Денца, која настана пред деценија и нешто, како и резултат на паритетното 50:50% издржување на Daimler и кинескиот Build Your Dream. Негативните вести продолжуваат да се редат. Првите проценки за производството на возила во минатата 2021 година започнуваат да пристигнуваат. Очекувано, тие се негативни и во зависност од изворот се движат помеѓу 8 и 12% во минус, што во полошиот случај значи дека лани глобално се произведени околу 85 милиони возила. Причините за опаѓањето на производството на возила се познати, а тоа се продолженото влијание на пандемијата и недостатокот на суровини и компоненти, пред се чипови. Распределбата на овие загуби не е рамномерна, а по се изгледа дека најмногу настрада Европа, каде вообичаено се произведуваат технолошки понапредни возила. Од друга страна, азиските производители се помалку погодени заради поголемиот степен на вертикална интеграција на производството, но и поефикасното негово планирање. Најдобар доказ за тоа е Kia, која и покрај сите предизвици, лани произведе 2,78 милиони возила, што е пораз за 6,5%. За тоа заслугата ја имаат исклучиво извозните пазари, каде се пласирани за 9% повеќе возила, додека дома во Јужна Кореја е забележан минус од 3%. Најпродаван модел на марката беше Sportage, кој стигна до 364.000 купувачи, а следа два модела кои ги нема во Европа – кросоверот Seltos и компактниот Forte. Американците вообичаено први ги сведуваат статистиките и ги објавуваат бројките, ама овој пат малку доцнат. Но оние податоци што веќе се знаат се исклучително неповолни за домашните производители, пред се за General Motors, кои со продадените 2,2 милиони возила после 90 години повеќе не е лидер на домашниот пазар. Пласирајќи 115.000 возила повеќе, нему местото му го презеде Toyota.
Американците посебно ќе ги боди фактот дека нивните производители заедно контролираат само околу 40% од пазарот, што е за 1/3 помалку отколку пред само 15 години. За утеха, пикапот Ford F-150, за кој лани се одлучија 726.000 купувачи, 45 пат поред е најпродаваното возило од сите категории. И на наредните две места исто така се пикапи, со 570.000 на второто место е Ram, а со 50.000 помалку трет е Chevrolet Silverado. Најдобриот модел на Toyota е RAV4, кој освојувајќи 408.000 купувачи успеа да се искачи на 4-та позиција. Следи Honda CR-V со 361.000, а најуспешен модел кој не е пикап или кросовер е Toyota Camry на 6-то место со продадени 314.000 примероци. Денза ги имаше сите предиспозиции да биде успешна. Германците имаа пари и желба да се испробаат во новото поле на електрификацијата, а кинезите силни амбиции да успеат во тоа. Треба да подсетиме дека Мерцедес при конструирањето на А-класата, на која беше базиран првиот модел на Денца, предвидел таа да има двојно дно во која би се сместиле батерии с незината идна електрична верзија. Билдиот Дрим пак беше најголемиот производител на батерии за мобилни телефони и првиот во светот што представи плагин автомобил. Коцкичките од мозаикот беа склопени, требаше само да се засукаат ракавите и да се сработи она што е планирано. Но, иако сите шанси за успех беа тука, не испадна така. Работата се разлече уште на самиот почеток и од најавите за партнерството до лансирањето на првиот електричен автомобил поминаа неколку години. А и тоа не беше она што треба да биде. Тој беше скап и се продаваше во само неколку големи кинески градови. Во меѓувреме, другите цврсто газеа и Денца ја загуби почетната предност, што како една од првите новоформирани марки на кинескиот пазар ја имаше. Продажбата од едва и неколку десетини илјади возила во наредните години и хроничниот недостаток на нови модели покажа дека нешто шкрипи во релациите меѓу Daimler и билдиот Дрим, што на крај резултираше со пропаѓање на амбициозниот бизнис. Не докрај, бидејќи германците не се повлекоа целосно, туку задржаа символични 10%, но реално нивната улога се сведува само на неми посматрачи на се што ќе се случува. Тие всушност и досега беа тоа, факт што е поддржан со продажбата на своји 4 електрични модели на кинескиот пазар кои немаат никаква врска со билдиот Дрим. Плюс на тоа формирано е ново партнерство со Гили, задолжено за електрична реинкарнација на марката Smart на сите светски меридијани. Јасно е дека нешто некаде се загуби во преводот, но и дека ниту германците, ниту кинезите се потрудија да го побараат тоа. Мислите на ново возило? Одберете возило, Шпаркасе лизинг купува за вас. Вие бирате година, модел, боја, месечна лизинг рата. Ние реализираме Шпаркасе лизинг. Шпаркасе лизинг ги финансира сите видови на патнички возила. Нов автомобил го сакам, но овој пат има правила. Нема храна во автомобилот. Само смеј крени нозе и ќе те ги одсечам. Нема гласна музика. Нема ни миленици. Нема шанси. Океј, може би од следната недела. Новиот Opel Crossland. Убавината и храброста одат заедно. This is Opel. Метрополис, број 1 радиомрежа.
Пандемијата негативно се одрази врз традиционалните автомобилски саеми. Женева со второто последователно откажување како да го губи тронот, а Детройт е без компас. Од големите смотри останаа CES во Лас Вегас, кој годинава повторно беше на мета на производителите на возила. Во духот на потрошувачката електроника, која е главна цел на оваа експозиција, сите премиери беа на тема електрика, електроника и асистенти во возењето, каде старите и новите марки прикажаа футуристички решенија. Со повеќе дузини премиери е обележана годинешната смотра во градот на гревот, од каде ќе се рашират низ планетата во догледно време. Одиме во Лас Вегас, а она што ќе се случи во Вегас не останува во Вегас. Иако претходно објави дека заради новиот корона бран ќе го ограничи своето физичко присуство на саемот на потрошувачка електроника во Лас Вегас, BMW не можеше да се воздржи да не го покаже автомобилот што менува боја. Се работи за електричен iX обложен со посебен слој исполнет од микрокапсули со дебелина на влакно, со негативно наелектризирани бели и позитивно наелектризирани црни пигменти. Тие со соодветна електрична стимулација се собираат на површината на микрокапсулите, правејќи возилото да изгледа бело или црно. Овој процес компјутерски е контролиран, со што се добиваат фасцинантни ефекти при промената на бојата на каросеријата. Од BMW ќе кажат дека ја креирале оваа технологија наречена e-ink, бидејќи сметаат дека во иднина дигиталните искуства нема да бидат ограничени само на екрани. Со неа возачот ќе има можност да го покаже своето моментално расположение или пак едноставно да го вклопи својот автомобил во околината. Но незината практична употреба може да значи и заштеда на енергијата, бидејќи светлите автомобили полесно ќе се разладуваат на лето, а темните ќе се загреваат на зима. Самата технологија енергетски е доста ефикасна, бидејќи струјата од микрокапсулите тече краткотрено, само во фаза на промена на бојата. Иако покажаа дека целосно е функционална, од BMW засега немаат никакви најави кога таа ќе биде достапна на нивните автомобили. Покрај оваа камелеонска технологија, другите иновации на BMW главно од инфозабавната сфера, но и сосема новиот iX M60 останаа некако во сенка. Тој со своите 619 конски сили и 1100 Нм вртежен момент го спојува најдоброто од три света, овозможувајќи извонредни искуства во дегустирање на електричните перформанси. Достојна на буквата М, што ја носи забрзува до 100 км на час за само 3,8 секунди, при тоа нудејќи автономија од 566 км. Пазарното деби на овој модел ќе биде во јуни, по цена која во Америка ќе изнесува $106,000. Колку ќе чини на другите пазари не е познато. Пред 2 години Sony ја изненади целокупната јавност представувајќи го електричниот Vision S, замислен да ги демонстрира технологиите кои компанијата ги има развиено за автомобилската индустрија. Но уште тогаш беше јасно дека амбициите на јапонскиот гигант се малку поголеми и затоа покажувањето на новиот концепт исто така во Лас Вегас се доживеа како нешто сосема очекувано. Исто тоа важи и за најавата за формирање на посебна компанија која ќе има за задача да ги истражи можностите на нивно вклучување во автомобилската индустрија како производител на електрични возила. Ако судиме според концептите, тогаш ќе бидат добредојдени. Новиот модел покажан сега на CES е кросовер со 7 седишта и има сличен дизајн како и претходниот. Направен е на истата архитектура, иако подолг, има исто меѓуоскино растојание. Опремен е со висински прилагодливо воздушно осланување кое треба да му го олесни совладувањето на теренските пречки. Во тоа ќе помогнат и дуетот електромотори со по 272 конски сили кои се распределуваат на сите тркала. Заради намената максималната брзина му е пониска од онаа на седанот и изнесува 180 км на час. Информации за капацитетот на батериите нема, но затоа Sony со гордост раскажува за целата електроника и
сите системи вградени во него. Ги има многу, но највеќе фасцинира можноста за далечинско управување демонстрирана со видео снимка која покажува како возач од Јапонија го контролира возилото кое е во Германија. После се можеме само да констатираме дека новоформираната компанија ќе има малку работа и за кратко време ќе излезе со препорака која сите ја очекуваат. Винфаст започна да ги остварува своите амбиции. Со троскок во Лас Вегас ја наполни својата гама со 5 модела, сите кросовери и сите електрични. За најголемите два веќе познати од салонот на автомобилите во Лос Анџелес, кои сега имаат нови ознаки, VF8 и VF9 објавени се и цените. Тие во Америка ќе стартуваат од 41, односно $56,000 и ќе доаѓаат со гаранција од 10 години или 200,000 километри. Помалите три со ознаката VF5, VF6 и VF7 кои се планирани за лансирање во 2023 година се сосема нови од А, Б и С сегментите, а за нив за сега се знае само дека се дизајнирани во Италија. Другите детали не се објавени, ниту пак е покажано како изгледаат внатре. Виетнамскиот производител ја искористи приликата да објави и дека планира при крајот на 2024 година да започне со производство на своите електрични возила во Соединетите Американски држави. Со настапот на ЦЕС, турскиот конзорциум ТОК, составен од 5 моќни компании, дебело поддржан од државата, покажа колку е сериозен во своите намери за лансирање национална марка возила. На првите два модела, чие производство во сосема новата фабрика во близината на Бурса треба да започне веќе при крајот на годинава, ќе им се придружи и трет, кој турците гордо го покажаа во Лас Вегас. Чудно наречен Transition Concept Smart Device, но доста атрактивно дизајниран од Pininfarina, според претходните објави ја има истата техничка основа како и веќе познатите модели. Но дали тоа значи дека купувачите исто така ќе може да бираат верзии со еден или два електромотора со 200 и 400 конски сили и два пакети батерии кои ќе им овозможат поминување на 300 или 500 километри? За сега не е познато. Турската компанија има планови до крајот на деценијата да располага со гама од 5 модели и да произведува по 175,000 возила годишно. Во последниве години светот се сврте наопаку. Навистина, бидејќи последно нешто што ќе побараме на ЦЕС беа трактори и багери, а годинава на сајмот за потрошувачка електроника и нив ги имаше. Сепак оправдано, бидејќи со своите технологии тие посочуваат нови развојни патишта за сите специјализирани машини. Така, тракторот што го изложи американскиот гигант John Deere не само што автономно се движи, туку може и сам да ги обавува земјоделските работи, контролиран преку мобилен телефон. Засега без возач може да ора и сади семе само во рамна линија, но со текот на времето бројот земјоделски задачи ќе биде зголемен. Основата ја даваат 6 камери и моќниот компјутерски систем со вештачка интелигенција, кои на обичен трактор може да се инсталираат за само еден ден. Во план е годинава да се испорачат првите 20,000 вакви комплети по цени кои не се објавени, но се очекуваат да се движат околу $50,000. Јужнокорејскиот Дусан во Лас Вегас настапи со целосно електрично багерче Bobcat. Опремено со батерии од 62 киловат-часа, тоа во реални услови може да работи цел ден без никакви трошоци за гориво или мазива, бидејќи нема хидраулика чија улога ја има превземено електриката. Интелигентниот систем за напојување е способен да го препознае оптоварувањето и во зависност од него да испорачува само толку сила колку што е потребно, со што батериите траат подолго. Предност исто така му е и што без потреба од дополнителни мерки за вентилација може да работи и во затворени простори. Првиот купувач кој веќе е познат ќе ги добие нарачаните примероци од оваа електрично багерче уште оваа година.
Електричните технологии даваат нови можности за автомобилската индустрија, но уште повеќе лажни надежи. Затоа и не можеме да ја класифицираме иднината на калифорнискиот стартап Alpha Motor Corporation, кој основан пред 2 години, досека физички има направено само 2 возила, но и подготвено богат коктел ветувачки проекти. Меѓу нив се купе, кросовер, неколку пикап верзии и интересниот седан наречен Сага, кој сега го покажа и во караван изведба. На прв поглед невпечатливо дизајниран, тој сепак со своите стилски особености има способност магнетно да ги привлекува погледите. Според замислата на надлежните од компанијата, каросеријата треба да му биде направена од челик со висока цврстина и алуминиумски панели. Силно нагласените теренски детали треба да покажат дека располага со интегрален погон на сите 4 тркала, обезбедуван од 2 електромотора со непозната моќност. За да не бидат обвинети дека намерно ги кријат техничките поединости за да задржат доза мистичност, неговите креатори наведуваат дека има батерии од 85 киловат-часа кои треба да обезбедат некои 500 километри автономија. Зголемениот клиренс и профилираните пневматици треба да уверат дека е способен да се справи со нехумани теренски предизвици каде засилувањата на каросеријата ќе го заштитат од негостољубивата околина. И сето тоа за цена помеѓу 45 и 55.000 долари, кои веднаш започнаа да привлекуваат заинтересирани купувачи, иако воопшто не е објавено ниту кога и дали воопшто ќе се најде во продажба. Всушност, компанијата досега ги нема објавено ни собственичката структура, ниту пак изворите на финансирање. Се што кажаа на јавноста е дека се ангажирани во контактите со потенцијални партнери кои би можеле да ги произведуваат нивните возила. Зимата знае да биде забавна, особено ако имате вистинска играчка за снежни лудори. Но со CF Moto видовме дека овие квадови не се погодни само за забава, туку и за работа. Да не должиме многу, стартуваме со возењето, но прво ќе треба да ја облечеме нашата заштитна опрема. Овие неколку минути што одат ќе бидат возбудливи, затоа што видовме многу интересни места, но и поминавме многу непријатен терен токму со овие квадови. Да се учествува на зимското искуство на CF Moto беше вистинско уживање. Не знаевме што ќе биде поголем предизвик, дали ниските температури или снежните предели на Националниот парк Копаоник. Крајот на декември беше одреден да се соочиме со стандардната понуда на квадови и УТВ возила на оваа кинеска марка, но за оваа прилика опремени со снежни додатоци. Топло добре дојде ни посека организаторот Гевара Моторс, регионалниот увозник кој во соработка со CF Moto Македонија, CF Moto Црна Гора и поддржани од Exit Renta Копаоник ни ја презентираа програмата. Po prvi put smo napravili jedan događaj pod nazivom CF Moto Snow Experience, gde smo na fantastičnim lokacijama na Kopaoniku uz saradnju sa šaleom Vrhovi Kopaonika i sa Exit Rentom organizovali jedan nesvakidašnji event na kome su prijatelji brenda imali mogućnost da po prvi put probaju vožnju po dubokom snegu na prelepim lokacijama Kopaonika uz kompletan ugođaj sa svim drugim, da tako kažem, primesama koje Kopaonik i vrhunsko ugostiteljstvo na Kopaoniku nose sa sobom. Danas na ovom zanimljivom poligonu svi učesnici imaju mogućnost da probaju vožnju u kontrolisanim uslovima, da osete kako idu vozila po dubokom snegu, kako se kreću, kakva je upravljivost, dok ćemo nakon ovog događaja, odnosno sutra, imati vožnju po prelepoj ruti kopaoničkim obroncima, po netaknutom snegu, gde će ugođaj vožnje ovih vozila doći do punog izražaja. Tako da verujemo da će utisci biti potpuni tek sutra
по завршетку сутрашњeg дана, односно завршетку сутрашње вожњe. Во Шалет Копаонички врхови беше нашата база, од каде тргнавме на спектакуларни снежни возења. На располагање ни беа 8 примероци, распределени во 3 модела, 2 квадови и 1 УТВ. Првите две се Sea-Force 625 и Sea-Force 1000, задвижувани со мотори од 580 и 963 кубни сантиметри, двата впарени со ЦВТ менувач. Нив во потполност ги контролира Bosch систем за електронско впрскување на горивото, овозможувајќи завидна перформанса и економичност. Помалиот испорачува 40, додека мускулистиот 85 конски сили, кои во пракса се покажаа како разумно решение за задачите што се пред нив. Иако оптеретени со гасеници произведени од Касмо, сертифицирана дополнителна опрема достапна во мрежата на CF Moto, тие даваат линеарни перформанси проследени со мала потрошувачка. CF Moto организира презентација на АТВ возила, кои се не само за летни, него и за зимски услови употребливи, и тоа во тешки екстремни услови, со монтажа на гусеници. Со ваква опрема, овие возила и клиентите може да стигнат на тешко достапни места во многу екстремни услови, кај што може да посетат многу убавини од природата. Утринското возење се состоеше во поминување снежни рути низ првата зона на Националниот парк Копаоник. Гледките што се отвораа пред нас беа спектакуларни. По само неколку километри нашата колона застана на фотосесија. Во далечина се назираше Дурмитор во Црна Гора, а гледката ја заливме со шолјичка еспресо подготвено на лице место. Беше време да продолжиме понатаму. Пред нас е долго спуштање во долините на Националниот парк, богат со дивеч. Возејки во колона ги ротиравме квадовите и можевме да ги почувствуваме оптималните перформанси. Возејки во редуциран пренос поради гасениците достигнавме едва и 45 км на час, но по големиот дел од рутата движењето не надмина двојно помали вредности. Поради тоа, ниту моделите со посилни мотори не се гушеа, ниту оние со помалите не се напињаа. Колоната имаше добар ритам, се додека не налетавме на пречка. Со снег покриениот шумски пат ни беше попречен од паднато стебло. Домакините беа подготвени за секоја ситуација. Веднаш се активира моторната пила, со чија помош стеблото беше исечено на 2 места. Остатокот од трупецот беше одвлечкан од страна на патот со квад. Опремен со мотор од 85 коњи, има доволно сила да изврши ренџерски должности, па не му е проблем да го употреби винклото за тоа. Робусната изработка и одличниот механички склоп дадоа импресивен резултат. Продолживме во нашата колона импресионирани од возилата што ги управуваме. Во улога на логистичко возило премиерно настапи U-Force 1000 XL, транспортер за 6 лица и комплетен багаж. Погонуван од 2.2 мотор со 4 вентили по цилиндер се покажа како одличен работен коњ. Во овие несекојдневни услови на возење до израз дојде ергономијата и управливоста на квадовите оптеретени со гасеници. Винклата не е само моден детаљ, туку неопходна алатка кога се вози во дивина. Голем недостаток на тие ниски температури беше немањето греење на рачките и седиштата на возилата, што престојот на студот ке го направеше попријатен. Ми студи. Моите прсти на нозете и на рацете како и да не ги чувствувам, но задоволството е големо. Уште поголемо задоволство сега ќе имам таму некаде 10 метри позади мене. А што ќе правам кога ќе заврши оваа емисија ќе видите.